Копаничарството е древна техника која ја користеле и нашите предци. За тоа говорат бројни археолошки пронајдоци. Во дрворезот низ годините претежно преовладуваат изработки со религиозни мотиви. Впрочем, резбата провеува и во древните божји храмови, но и во новоизградените цркви. Меѓу уметничките дела од резба ќе сретнете и цветни историски мотиви, портрети. Важноста во чувањето и негувањето на православните празници е задоволство, духовна потреба, но и должност на секој христијанин. Одржувањето на религијата се покажува на различни начини. Еден од нив е патот на уметноста. Затоа, дали и колку денешните христијани ја употребуваат моќта на копаничарството за опстојување на христијанството? Разговараме со еден од македонските копаничари, Славе Кочаски. Застапена е, сакаат да имаат резба на икона или каква и да е, има во секој случај, се претежно купуваат луѓе, порачуваат и купуваат икони. Така. Ние се наоѓаме во периодот на богојавление на Водици. Една од вашите први икони е токму крштевањето Господово. Се надеваме преку камерата ќе може да се забележат. Ова се вашите почетоци на работа. Ајде да одиме со тоа како започнувате. Почетоците мои од копаничарството се поодамна, 96-7 година, таму се почетоците. Почна наивно, почна случајно, почнав на парче дрво, кое што во една прилика кажав не беше ни за горење, не за резбање, јас пробав на него да изработам нешто, без алат со штрафцигер и така успеав да направам 2 ливчиња и едно стебленце, за мене многу драги. Почна наивно работата, еден период застанав, нели сакаш да работиш, не знаеш што ти треба, не знаеш како да дојдеш до алатки, до такви работи и низ годините пробуваш, бараш, наоѓаш, истражуваш. Сега е полесно достапност на информации, тогаш ги немаше и така. А ова е една од почетоците на првите икони кои што се изработени. Мене ми е драга затоа што ми е од првите и баш темата е убава. За прв пат тогаш работев на липа и никогаш повеќе после тоа не пробав да работам на липа, не ги дава очекуваните резултати. Работам исклучиво на орев и ништо помалку или повеќе од орев, убав, квалитетно дрво, тврдо, тешко за работа, ама е многу убаво и трајно е, многу е трајно. За битното во целата ситуација е да остане како белег низ генерациите. Ние сме сведоци на во нашиве цркви и манастири, кај што имаме манастири од 12 и 13 век, кај што се уште имаме во одлична кондиција се резбите. Во музеот, мислам дека беше во Штип, во Штип беше. Еднаш имавме таму изложба и директорот на музеот кажа дека имаат фрагменти кои што се извадени од Баргала од 4 век, од 4 век. И тоа се веќе 16-17 века. Кочовски вели дека и по 17 века меѓу македонците побарувачката на икони од дрворез не престанува. Иконите се наменска работа, нели? Обично секој кој ќе се изгради нов дом, ќе купи нов стан, ќе отиде некаде, сака да си има нешто така што му е трајно. Се купуваат и цветниве мотиви. Ние позади мене има тука и цветни мотиви кои што се работени во разни техники, и плитка, и подкопана, и ажурна резба. Меѓутоа иконите си се посебна приказна. Јас последниот период, последниве години така некако као да се профилирав повеќе за икониве и можеби самите луѓе ме насочија во таа насока со побарувачките и така ги работам. Сака народ да има икона дома. Сака. Како се одвива процесот на изработка? Може ли постепено да ни го раскажете и колку време е интензивна работа потребно за да се постигне една резба? За да се изработи квалитетна икона, многу е битно правилен избор на дрвото. Да биде правилен избор, да е
Не може да биде меко дрвото, меѓутоа да не биде многу шарено, да биде така убаво квалитетно. Мора да има квалитетен цртеж да се нацрта и после тоа кога ќе се тоа дојде веќе почнува со длабење до посакуваната длабочина и форма за работа. Не се лесни за работа и во зависност од композицијата, да речеме, што се прикажува еден лик, два лика, повеќе ликови, просек некој 90 до 100 сати работни за една икона. Изработката на икони има посебна енергија, нагласува тој. Од моментот од како ќе се освети, а веќе си ја добива таа духовна вредност што си ја има и станува икона со своја моќ. Да. Кога доаѓа во вашите раце, претпоставувам да треба нешто да се доработи тогаш, така или? Па најчесто не треба да се чепка после таа работа. Најчесто не треба да се чепка после таа работа откако ќе се освети. Јас ќе ви споделам анегдота, имиња нема да споминем. Правев икона Света Петка за блиска особа и ми ја убрза работата. Никоја ја убрза работата, требаше завршно заштитата да се заврши во 2-3 дена, пошто ги премачкам со некои привредни премази, меѓу другото има и восок кој што треба да испари, па треба да се исполира после тоа. И така малку ми се случи од нејзина страна тоа да се побрза и јас на осветена икона пробав на вормашина да ставам нешто, парче од каенина за да исполирам, да биде побрзо во интерес на времето. 3 пати ми го замотка кабелот околу бормашината, последен пат добро го замотка, ги оголи жиците комплетно, мене фала му на Бога не ми се случи ништо, кабелчето стои пред мене кај што работам да го гледам као подсетник, дека некои работи не треба да се брзаат, за ништо на светот не треба да се избрзаат, него мора да си постои редот и постапката да се запази. Во оваа прилика ќе се присетиме на нашите врвни мајстори. Петре Гарката, таткото Макарие и неговиот син Кузман Фрчковски и многу други македонски звучни копаничари од минатото, кои ни оставиле бројни дела засолнати по македонските манастири, но и ширум Балканот. За денес ние да им се воодушевуваме. Кога ќе застанам пред некое такво дело, тие великаните што се нашите, за мене времето застанува некоја друга димензија, си го доживувам на посебен начин. Пробуваш да сватиш како работеле луѓето кои што имале многу мало знаење од технологијата, од да направи длето и сето, меѓутоа искуството им било големо и знаеле што бараат, направиле прекрасни работи. Јас знам со саати да стојам да гледам и така да мислам дека времето застанува во тој момент за мене и уживам во таа работа. Уживаме и ние додека ги гледаме делата на Кочовски. Но посебно внимание привлекува скулптурата направена од дрво во соработка со академскиот сликар Новица Трајковски, кој се погрижил за боењето. Па скулптурата излезе сосема спонтано. Човек, близок пријател, посака да направи парче скулптура сакаше да направи Свети Никола во природна големина. Дрвото беше негово, сакаше исклучиво на тоа дрво да се работи, без да се упропастува дрвото. Јас се нафатив, беше голем предизвик за мене, се нафатив. Свети Никола е светец заштитник кај него во семејството, откако знаат од прастари времиња, од прадедов се славел. Ова го правите со љубов, со многу љубов. Тоа навистина се чувствува, не само што се забележува со очи, туку се чувствува и со душа. Работите по нарачки, претпоставувам и кога нешто вие сакате сами за себе да си направите. Што е она што го работите во моментов? Па во моментов имам една нарачка икона Свети Ѓорѓија, таа ми е почната, во почетна фаза е, релативно брзо е почната и така, таа да завршиме, па следно дело веќе чека. Каква е судбината на копајничарите во Македонија? Па судбината. Има иднина, се работи. Постои издружение на копаничари на Македонија со седиште во Битола. Функционира така како што функционира. Копаничарството генерално некој вика дека е занает, некој вика дека е уметност, не е битно каде е, можеби е некаде измеѓу.
тешко се продава уметност на празен стомак. Ние сме генерално сиромашна држава. Транзиција која што трае долго и луѓето така сакаат, препознаваат, има сенс за уметност, сака да има убава работа дома, меѓутоа рачна работа е и трае процесот на изработка. И сега кога ќе вложи човек 100 сати, треба тоа и да се вреднува, а не може да се вреднува, дека еден ден ќе станеме малку побогата држава, дека луѓето ќе бидат посрекни и дека ќе може да си дозволат и повеќе од одлична резба. За крај ја оставив мислата водилка или желбата која што Кочовски си ја посакува. Ми било желба да направам иконостас за некоја црква. За жал, срамни обиди постојат, нели, срамежливи, кај што некои делови сум работел за во некои цркви, ама не е тоа. Големината е кога ќе се изработи едно такво дело, нели, за такво нешто потребна е црква. Цркви не се прават секој ден, така да се надевам дека еден ден и ќе имам среќа нешто такво да направам. Материјалното не ми значи многу. Повеќе ми е тоа што ќе остане како доказ, да, што ќе остане како нешто. Убаво е да не паметат луѓето по нешто. Дарбата од Бог и долгогодишниот макотрпен труд заслужуваат неговата работа да биде овековечена во некој од Божите домови и неговото име да се вброи во историската листа на големите резбари, па идните генерации да застанат со восклик пред неговите дела.